Да, за тие што не се плашат како мене, аероклубот организира обуки за почетници падобранци и напредни падобранци, а токму задолжен за тие обуки е мојот денешен соговорник Јане Стефанов. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата емисија. Добро утро. Кои се може да бидат дел од овие обуки? Дел од овие обуки може да биде секој што ќе помине лекарско воздухопловна медицина, односно што докторот ќе дозволи дека е физички здрав да може да скока. Значи од 16 години па нагоре било кој што има желба и што е физички подготвен и здрав може да го направи овој скок. Учењето е еден процес каде што почетниците падобранци се стекнуваат со сите потребни знаења за да го направат тој скок. Од првиот скок, тоа е често им поставувано прашање дали од првиот скок сам се скока. Да, сам се скока и тоа е во процесот на учење. Скокањето сам е многу битно затоа што вистинскиот успех го правиш кога со спортот се занимаваш сам. Тоа е кај нас доаѓаат луѓе од 16 години па до 40 години кои сакаат да скокаат, кои им било желба за скокање и се придружуваат на нашето семејство воздухопловно, ја така го викам, овдека на аероклубот Скопје. Обично обуките ги правиме само во пролет, меѓутоа оваа година поради тоа што е 100 години од аероклубот Скопје, ќе направиме пофреквентни обуки, значи во оваа обука пролетната веќе е при крај. Сега се подготвуваме, ги пакуваме падобраните за првите скокови што треба да ги направат. Меѓутоа, луѓето може да се пријавуваат и првиот момент кога ќе има доволно членови за нова група, ќе се направи повторно обука и така ќе идеме до завршетокот на годината, односно додека условите временски дозволуваат. Има обуки за почетници и за напредни падобранци, па која е разликата од овие две обуки? Верувам за почетници е потребно повеќе време исто така? Не, падобранството е спорт кој се учи од моментот кога почнуваш да скокаш додека не ја завршиш кариерата. Значи, цело време си во процес на учење. Тие што ќе го направат првиот скок, тоа е почетничката обука, имаат знаење за да прават такви поедноставни скокови. Меѓутоа, како напредуваат, што повеќе скокови прават, тие доаѓаат до момент кога им треба уште обука за да земат дозвола. Во моментов имаме 8 луѓе кои се спремни да земат таа дозвола и пред да полагаат повторно имаат обука за да може да ги исполнат критериумите потребни за да имат падобранска дозвола. И сега после тоа повторно продолжува обуката и тоа се вика трансфер на знаење од постари падобранци на помлади падобранци. Секој си добива ментор. Со тој ментор разговараат како тоа е едно патување низ падобранството, како да бидат подобри, како да надпреваруваат подобро, како да уживаат повеќе во спортот и си скокаат заедно. Еве долги години сте во оваа област, па дали има повеќе заинтересираност во минатите години во однос на овие обуки или пак сега во однос на оваа обука и дали повозрастните се позаинтересирани или помалата популација? Видите, секоја година е различно. Јас се обидувам да најдам некоја статистика, меѓутоа секоја година се повеќе и повеќе луѓе сакаат да се занимаваат со овој спорт. Еве, годинава има многу повеќе девојчиња, што не беше случај лани, така да не можеме да најдеме некоја статистичка значајност, сега е повеќе, сега е помалку. Од прилика секоја година имаме по 20 на нови членови, нови падобранци, што скокаат во нашиот клуб. Тоа е, да речеме, наназад, освен во периодот на короната, наназад како редовно тоа се случува околу 20 на годишно да бидат. И овдека, тоа многу често го кажувам, стануваш падобранец, меѓутоа стануваш и член од едно тоа воздухопловно семејство кое ние си го викаме, каде што тука си и пилотите, и едриличарите, и параглайдеристите, и ние заедно си живееме на овој аеродром, на оваа ливада, на аеродромот Стенковец и, например, најубавото е тоа што во секој момент што и да одлучиш да правиш, може да најдеш луѓе кои ќе те поддржат во тоа. Така да повеќето од падобранците возат точаци, скијат, се
едрат, качуваат по карпи, нуркаат и тоа е повеќе си функционираме како семејство. Може ли да ни го доловите чувството какво е кога летате со падобран и какви биле реакциите на дел од оние почетници кои за прв пат летале? Видите, јас со ова се занимавам 31 година. Не можам да се сетам многу убаво какво било чувството. Знам како беше, меѓутоа за чувствата не можам точно да зборам, бидејќи да речеме после тоа искуство, веќе скокањето, уживањето во скокањето го наоѓам на друго место. Меѓутоа од почетниците што ми раскажувале, бидејќи ние разговараме за скокот, така е најдобар начин да се учи. После секој скок разговараме како се чувствувале, што направиле, што сакале да направат, зошто не успеало, зошто успеало. Исто така ги снимаме со камера, па седнуваме овдека на телевизор, ги анализираме грешките за да може побрзо да напредуваат. Тие се возбудени на првиот скок, секогаш биле возбудени, меѓутоа откако ќе го направат скокот се полни со енергија, сакаат уште, се смеат, си разговараат, си раскажуваат, значи верувам дека им е убаво бидејќи не може тоа да се лажира. Падобранството е едно од тие спортови каде што или го сакаш или не го сакаш. Ако го сакаш, односно ако не го сакаш, не можеш да лажираш, не можеш да речеш еј го сакам, затоа што тоа се познава, тоа се гестови на телото што ги прави доека се на аеродром. Токму во овој контекст, дали ги имало такви кои што летале за прв пат, па подоцна се премислеле, не икеле веќе, дали имало некој случај паника да ги фати или слично? Работата на инструкторот е додека трае обуката не е само да го пренесе знаењето, него и да процени подготвеноста, психичката подготвеност за скокот. И најчесто луѓето што не се подготвени и во обуката се повлекуваат, тоест не продолжуваат, а за да може да го направи скокот треба двајца инструктори да се согласат дека падобранецот е спремен за скок. Ние овдека ја цениме безбедноста да е на највисоко ниво, затоа што ова ни е за забава, не за да нешто работиме. Сепак чувствата не се блокира, чека малце. Еде ќе ве прашам за крај уште еднаш, што треба да направат сите заинтересирани кои што не гледаат за да бидат дел од овие обуки и како да ја привлечеме заинтересираноста уште еднаш? Значи најдобро е да побараат на Facebook, има сакам да скокам на социјалните мрежи, сакам да скокам со падобран во Македонија, тоа е група во која треба да се зачленат и таму ги имаат сите информации. Исто така имаме и веб страница aerodsloop.mk и на нејзе може да ги најдат сите информации и контакти како да започнат да се занимаваат со овој спорт. Ви благодарам многу на разговорот и се надевам дека ќе има заинтересирани кандидати до крајот на оваа обука. Благодарам што дојдовте на нашиот аеродром и ве поканувам да дојдете повторно и кога ќе скокаме.